Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Повеќето луѓе, жители на урбаните градски средини, немаат можност да бидат собственици на големи, раскошни градини. Фактот што живеат во згради е уште една причина повеќе што не можат да си го приуштат ова мало сладко задоволство. За среќа, за сите љубители на природата постои едно интересно и нетипично решение, а тоа е минијатурна градина. Минијатурната градина, поставена на специјално одредено место за неа во домот или канцеларијата, дава шанса да се радуваме и грижиме во секое време, а исто така и да си го намалуваме стресот и нерасположението од секојдневните случувања. Кога станува збор за минијатурна градина, не е добро да ја мешаме со бонсаи. Тоа представува вековно искуство во кое одгледувачот влијае врз животот на растението за да постигне одредена цел. Меѓу другото, не е убаво бонсаито да биде злоупотребено како декорација на минијатурна градина, бидејќи самото представува приказна за себе. При изборот на растенија за минијатурни градини треба да се користат оние со минијатурни димензии, а според потребите тие може да бидат лисно-декоративни, цветно-декоративни, сукуленти, папрати и слично. Секој индивидуално одлучува што ќе засади, тоа што ќе му причини најголемо задоволство. Садот во кој би се одгледувала минијатурната градина се одредува според местото со кое располагаме и според индивидуалната желба. Важно е садовите да се плитки, за да не ја нарушува целокупната композиција со својата габаритност, ставајќи ја градината во втор план. Во поглед на материјалите од кои се направени садовите, погодни за ваков тип на градини ги има многу. Најдобри ефекти се постигнуваат ако се изберат садови од природни материјали. Растенијата што се предвидени за минијатурна градина може да ги насадиме на неколку начини. Може да се засадат сите заедно во големиот сад предвиден за минијатурната градина, а исто така може да се засадат индивидуално секое растение посебно во малечка саксија, заедно во големата саксија. Обично се практикува растенијата да се засадуваат во посебни саксии само ако има видови кои имаат потреба од различни услови. Покрај растенијата, како дополнителни декоративни елементи во овие градини се користат камчиња, песок, скулптури, детски играчки со минијатурни димензии и други предмети кои би придонеле за пореално прикажување на некој пејзаж или дел од градина. Во поново време се користи и водата како детаљ од минијатурните градини, така што во самите садови се вградуваат така наречени тейблтоп фонтани. Како и сите градини и кај минијатурните градини може да се применуваат најразлични стилови. Така, градините тука може да бидат од најобични пустински предели подигнати од песок, камчиња и неколку сукуленти до најразгранети дождовни шуми. Како и сите градини, така и минијатурните градини се живи организми кои непрекинато се менуваат, поради што треба постојано да се негуваат. Редовно треба да се кројат и отстрануваат исушените делови, да се полеваат редовно со помали количини вода. Најважно е да се одржува хигиената во почвата и да не се дозволи појава на инсекти, затоа што борбата со нив на оваа ограничена површина е многу тешка. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.